Само на оваа улица, булеварот Индустријска во Тетово, минатата година во вкупно 50 сообраќајни незгоди, се повредени 14 пешаци и 1 велосипедист. Последната жртва, 6-годишно девојче, кое загина пред неколку дена, ја прели чашата за жителите на околните населби. Тие денес излегоа на заеднички протест. Велат дека тука се вози многу брзо, а нема и соодветна сообраќајна сигнализација. Постои голема опасност и за учениците од основното училиште во близина. Не автопатова, па да се вози до 150 воза тука. Секој ден ги гледаме. Децата одат во школа, старците во џамија. Значи, ова е движен пат сега. Овде е 40, а овде се води 100. Па и некој 120 вози некој. Сега полицијата имала контрола 2-3 дена, ама не е само еден ден. И во возачите, и во пешаците, и во родителите, и во сите сегменти вината е секој пат. Никој не ја прима како таква, ама вината е во сите страни. Демонстрантите апелираа до возачите да возат повнимателно, а до надлежните упатија неколку барања. Поставете грбки на патот, физичко делење на целиот индустријски пат и оставање простор за премин од едната и другата страна само преку постојните премини. Со подигнување на пешачки премини на повисоко ниво од асфалтот, со вертикална и хоризонтална сигнализација, како и со нивно осветлување во текот на ноќта. Прашањето за надвозник на основното училиште Кирил и Методи треба да го разгледаат надлежните органи. Жителите кои денес излегоа на улица велат дека нема да се откажат од нивните барања. На надлежните им даваат рок од 2 недели да излезат со конкретни стратегии за регулирање на ова прашање. Во спротивно повторно ќе излезат на протест.